Добар ден на сите. Денеска ќе поставиме неколку глупави прашања на неколку паметни луѓе и да видиме како тие ќе одговорат. Реално ние не сме толку паметни и не ги знаеме одговорите на тие глупи прашања. Дојдете со мене да најдеме луѓе кои што ќе ни помогнат. Се извинувам, може едно глупо прашање да ви поставиме? Многу глупо. Што мислите? Што прават чорапите кога ќе се изгубат? Чорапите кога ќе се изгубат? Изгубени се? Изгубени се, да, реално ние не можеме да најдеме одговор. Фала ви многу. Многу е логично, изгубени се. Мислам, како и да е, ама... Овој човек ми изгледа паметно. Те па да знаев турски, сега ќе си направив интервју. Не знам турски. Тоа е. Ојма најме некој друг паметен. По можност да зборува англиски, ако не е од тука. Ме начека да ме прашаш сега? Ако сакате, ако не сакате, ништо. Ништо. Толку шетам отаде довде. Зошто? Затоа што сите се ненадлежни, никој ништо не знае што треба, кај треба, како треба, зашто треба. И утврдив дека ако ти се скини, купиш чевли нови. Поштено. Скини едната врца. Добро. Бидејќи нема сервис, треба да си купиш нови чевли. Ете тоа. Па, дефинитивно, па да, логично. Фала ви многу. Ви посакувам само нови чевли да можете да купувате. До каде? Сакам едно прашање за интелигенција да поставам. Само треба пажливо да ме слушате. Значи вака. Една бандера е висока 10 метри. Ништо, викам, тоа е. Ајде. Значи, ovo си ја кажа он неговата. Треба да си купиш нови чевли ако ти се скине едната врвца. Толку е. Толку е просто. Ја не знам луѓе што одат да ги сервисираат чевлите. Оди директно купи си нови, убаво кажа човек. Кој е најпаметен од сите вас? Ти? Ајде, шом си ти најпаметен од сите. Многу е просто прашањето, малку ќе треба само да размислиш, логика треба да користиш. Добро? Значи пази се овака, бандерата е висока 10 метри. Размисли ја добро. Има еден мајмун што се качува 3 метри секој ден, ама 2 паѓа надоле. Секој ден е тоа. Колку дена ти му требаат врвот да го допре? Ке ти оставам време, размисли си, не те брзо. 10 дена. Ајде уште еднаш размисли. Значи 10 метри е висок. 3 метри се качува, 2 метри паѓа секој ден. Кој ќе го допре врвот, кој ден ќе биде тоа? Петиот, гледаш како добро размислува, не е петиот, дојди ваму. Значи, на кој ден ќе го допре врвот? Втора шанса ти дам. 10. Добро, 10 си се решил, 10, окей. 10 е точниот одговор. Дајте му аплауз на дечкото. Браво, дете. Друг некој да не сака да проба. Глупи сте сите, добро. Убав ден имајте, чао. Пази сега, има една бандера која што е висока 10 метри и еден мајмун кој што секој ден се качува 3 метри, ама паѓа 2. Колку дена ќе му требаат да го допре врвот? 3 метри се качува? 3 метри се качува, 2 паѓа. Секој ден. 10 дена. 100 дена. Тоа е тоа, 100 дена, брат, газење. Убав ден имајте. Се гледаме. Правиме некои интересни логички прашања, да ви анкета некоја, да. Хајп телевизија. Да, овака. Се работи за едно логичко прашање кој што треба малку мозок да го размислиме. Вака стоат работите. Има една бандера која што е 10 метри висока и еден мајмун кој што секој ден 3 метри се качува, ама 2 метри паѓа секој ден. Колку дена ќе му требаат да го допре врвот? Да ви кажам, никогаш. Никогаш нема да го допре. Никогаш нема да го допре. Тој само 3 напред, 2 назад ќе оди. Штом се враќа назад, паѓа, значи не го видува. Каква поента, браво! Ова никој не го кажа до сега. Значи, шом се враќа назад, не го обидува. Фала ви, господине, многу. Да сте ми живи и здрави, убав ден да имате. Поздрав. Да, логично е прашањето, треба малку да го размислите. Значи, вака, па пробајте. Да. Пробај. Тоа е. Значи, вака. Има една бандера, која што е висока 10 метри. Да, 10 метри бандера.
Има еден мајмун кој што се качува секој ден по 3 метри, ама 2 се лизга назад. Значи секој ден се качува 3 метри, 2 метри се лизга назад. Колку дена ти му требаат врвот да го допре? Дечко, мајмунот е мајмун. Реално. И ја тука би престанал секаква дискусија. Мајмунот е мајмун. Фала ви многу, имајте убав ден. Тоа е тоа. Може завршено прашање? Ајде. Овака. Има една бандера која што е висока 10 метри. Мајмунот секој ден се качува по 3 метри нагоре, а 2 метри се лизга. Секој ден. Колку дена ти му требаат врвот да го допре? Онака од прилика е. 3 метри се качува, ама 2 се лизга секој ден. За колку дена он ќе го допре врвот со раката? За 5 дена. Па, за малце, ама добро, пологично. Ама реално тој одговор беше мајмунот вика е мајмун. Џабе. Фала ви многу, убав ден имајте. Хајп тебе. Хајп. Да. Извинете, логично прашање едно може? Ајде. Вака, правиме некој тест, логични прашања, да видиме луѓето како размислуваат. Има една бандера која што е висока 10 метри. Има еден мајмун кој што секој ден се качува 3, ама се лизга 2 надоле. За колку дена ќе го допре врвот со раката? Колку е висока рече? 10 метри е висок. 10 метри. Значи 3 се качува, 2 паѓа 2 паѓа и на кој ден со раката ќе го допре врвот? до 5 пати. За малце сите 5 одговара, за малце. Што да прави? На... Нема без разлика на тоа. Сега Види, мајмун е мајмун. Нека се качува за колку сака. ајде што не. Убав ден. На интернет е Хајп тебе. Хајп, да. На YouTube, да. На YouTube ќе биде, на YouTube. На интернет. Да. Стефан, како помина анкетата? Анкетата помина презабавно. Многу се смеев, многу ми беше интересно. Многу ретко имам правено такви анкети, ама супер помина. Имаше ли паметни одговори на глупите прашања? А реално имаше логични одговори. Значи логични, имаше и паметни, имаше ултра паметни, значи онака баш тврдокорно паметно. Сакам малце да поразговараме најпрвен за твојата професија, за твојот начин на креирање на твоите содржини. Па најпрвен ме интересира кој беше моментот кога свати дека ти можеш да се занимаваш со хумор и стендап комедија и всушност го имаш тој талент. Па многу бев малечок. Кога мислам не сватив дека тоа е тоа, меѓутоа сватив дека ми исполнува да ги смеам луѓето околу мене на сите фамилиарни собиранки и во тој момент не ни знаев дека тоа е стендап, дека може да се работи како професија. Знаев само дека ми исполнуваше, подоцна више кога застанав на сцена во театар, тогаш сватив дека тоа е дека треба да се учи школа за тоа, дека е една доста длабока наука која што треба да се научи како занает и како и теоретски и да се практикува. И више ми беше јасно дека ќе бидам актер и дека кога сум веќе актер многу повеќе ми исполнува да ги смеам, така што тие се некако врзани меѓу себе. Тешко ли е да ги насмееш луѓето? Па искрено тешко е, поготово во денешно време, каде што е малку за жал сиво времето. Тешко е, меѓутоа колку е потешко да го насмееш, толку е поубаво од кога ќе го насмееш. Така што предизвик ми е секој стендап, секое видео, секој филм, секоја серија, се што треба да се сними ми е предизвик. Ако треба да биде комедија, ми биде така еден голем предизвик да ги насмееш луѓето и навистина е успех ако успееш. Како изгледа процесот на создавање на твоите интересни хумористични видеа? Како ти доаѓаат идеите? Само од себе или смислуваш некој посебен принцип? Искрено да ти кажам, веќе дури ми се случува да имам еден сега таков период каде што на пример ќе се подразбудам малку наутро и ми доаѓа некаква идеја, ама пак ако заспиам и не ја запишам, ќе ја заборавам. Тоа значи дека потсвесно цело време работи тоа нешто во мене и идеите доаѓаат од може да се случи да имам месец дена блокада и наеднаш да дојдат. Едноставно тие се цело време околу нас, само ретко кога ние свесно ги приметуваме. Најмногу ги приметува нашата потсвест и ни ги дава баш кога ни требаат или ни изненадуваат од нигде никаде. Кој хумор најмногу пали кај македонците? Па најмногу пали
оригиналниот или реалниот. Не треба многу да се бавиш со длабок хумор, што е убава работа. Јас сум заљубен во оној хумор што не е на прва топка, меѓутоа најмногу, значи зборувам на маса на народ, на најмногу луѓе ќе запали секојдневното, едноставните работи што навистина не нервираат секој ден и кога тоа ќе им го пласираш дека тоа е всушност најсмешното нешто, тука сваќаат дека нема потреба да се нервираат и у истата секунда се поистоветуваат со твојот лик и се смеат. Имаш ли некоја посебна хаос ситуација која ти се случила на снимање или стендап комедија? Имам сигурно, само треба да помислам малце, после ќе ти го одговорам ова следно прашање. Да ги опишеш македонците во 3 хумористични реченици. Кои би биле тие? И да ми ги одглумиш. Забавни, сигурно, у секој случај, забавни, инечи, значи, добро, тврдоглави инечи, тука негде си исти се, и најпаметни. Дали во моментот може да ти текне некоја и наетчиска фора што можеш да ја одглумиш во една реченица? И наетчиска фора? Па нема појака, мислам, и наетчиска фора, тоа е секој ден муабетот на македонецот. Нема ти што мене да ми кажеш. Или кога ќе му кажеш нешто, одма на прва кога ти вика не може тоа така се направи. Кажи ми, дали некогаш се најде во ситуација каде луѓето очекуваат од тебе да бидеш 24/7 насмеан, интересен? Па да, генерално, луѓето кога и да ме сретнато, тие кои што ќе ме препознаат, нели, очекуваат да сум позитивен и насмеан и тоа е нормално, тоа ни е работата и такви треба да бидеме. Некогаш има денови кај што не си расположен, нешто ти се случило, ама па таков пристап на луѓето веднаш ќе ти го смени и тебе расположението. Мене ми влијае многу убаво и веднаш кога некој ќе ми приде од самиот факт што од самиот потек што доаѓа, јас се расположувам од неговата енергија и така што ми е лесно да го правам тоа. А дали Стефан плаче? Па да, па сите плачат. Тоа мажите плачат, да знаете сите. Да, меѓутоа во последно време многу знам да некако изгледа си играат емоциите и многу знам да плачам од среќа. Тоа е убаво чувство, реално. Дури кога прв пат ти се случува, не знаеш зошто е тоа така, не можеш да си опишеш. Да, има моменти каде што сум плачал, меѓутоа сваќам, знаеш како, многу сум среќен од кога ќе се исплачам за тоа штом се случила ситуација која што те натерала да плачеш, мора да сватиш дека тие ситуации треба да ти бидат гориво во животот. Значи, не можеш да победиш човек кој што лошите ситуации, падовите негови и неправдите му служат некако знак да престане, туку како гориво. Тој човек никако не можеш да го победиш и кога ќе видиш таков, придружи му се само. Кажи ми, како си кликнавте со Стефан Лазаров? Со Стефан Лазаров. Ние искрено се запознавме пред година и 2-3 месеци кога беше мојот прв подкаст кај него. Доцневме двајцата, од 9 требаше да почнеме, дојдовме 10 за 9 во студиото, само здраво и седнавме директно на подкаст. Така што кликот наш можете да го видите кај него на профил на YouTube. 3 сати подкаст, тоа е нашиот прв муабет помеѓу мене и Стефан Лазаров. Претходно јас и тој не се познававме, по телефон се слушнавме само за да се договориме кога ќе правиме подкаст и мислам дека од тој момент кога го направивме тој подкаст, сите луѓе, сите и нашите дома и неговите пријатели и моите пријатели, сите ни кажуваат дека е супер енергијата, дека е супер муабетот и денеска функционираме заедно и снимаме и се дружиме приватно. Кажи ми, твоето мислење за ситуацијата помеѓу Бојан 13 и Стефан и гивавајот целата драма што се случи околу таа случка. Кој е твоето мислење? Па немам некое посебно мислење. Искрено, Стефан Лазаров е многу амбициозен лик. Што се случи помеѓу нив, искрено не сакам да го напнувам Стефан и него ни прашувам, го оставам да заврши со се, го оставам да го заврши гивавеот, да заврши секако што треба. Од време на време ме апдейтира само дали е се во ред или не, до каде и како е, ама сега имам информација, мислам дека веќе и он откри, дека веќе се е средено, дека продолжува гивавеот, а нивниот однос каков е. Јас се надевам дека нема да има никаква зла крв меѓу нив. Сепак се двајца луѓе од шоу бизнисот и дека Стефан има и што да научи од Боки и Боки може да научи од Стефан за ова ново време. Мислам дека не треба никаква зла крв да имаат меѓу себе.
Би сакала да се вратиме малце и да поразговараме за твоите видеа и контентот кој ни го пласираш на социјалните мрежи. Па кажи ми, кој е најчудниот или најсмешниот коментар што си го добил некогаш под твоите видеа? На последното видео имаше "Извади ги на очарите, бе, вол, не си Мадона." Това е најакиот коментар што ми го имаат пиша. Извадили? Не, бе, гледаш дека не ги извади. Дали има негативни коментари? Дали тие те повредуваат воопшто? Многу се ретки. Не знам дали да се радувам за тоа или да бидам загрижен искрено. Многу ретко има, многу ретко. Навистина, некаде на Facebook може да се прочита понекогаш некој негативен коментар, меѓутоа генерално на Инстаграм не добивам негативни коментари, добивам некогаш конструктивни критики што многу го почитувам тоа. Другото се е само се смеат луѓето и мислам дека никој не го зима мојот профил толку здраво за готово сеја што ќе кажам, бидејќи не треба да се зима за тоа што сум комичар и реално треба само да се смееш, не треба толку да ги мозгаш работите. Кажи ми, дали некогаш ти пласирал некое видео или содржина на социјалните мрежи па си се покајал за тоа? Не. Јас многу сумњам пред да ги објавам, а после тоа више луѓето даваат фидбек и немам никаква сумња. Што правиш кога имаш пауза од видеата и од хуморот и од јавниот живот? Што прави тогаш Стефан? Стефан вози мотор, свири гитара, се дружи со пријателите, игра FIFA, излегува да пие кафе на некое мирно место. Навечер гледам подкасти, гледам видеа, некојаш смешни, а во последно време знам да го гледам Боб Рос, тој е еден уметник кој што си цртка цело време и толку многу лесно тоа изгледа кога го гледаш, мислиш дека сега и ти ќе нацрташ ако станеш, така тоа ме опушта и си го користам максимално тоа време. Знаеме дека паралелно работиш и во театар, глумиш представи. Кажи ми, која представа до сега ти била најголем предизвик да ја изиграш или дали имаш некој лик кој би сакал да го изиграш, вака ти инспирација? Да, дефинитивно имам лик кој што сакам да го изиграм. На факултет еднаш сум се обидел во тие испити. Тоа е Ричард III од Вилијам Шекспир. Мислам дека е еден од најкултните ликови на Шекспир. Предизвик е многу голем за еден актер и физички и психички да се издржи таков тип на улога и дефинитивно тоа ми е, ако некој ме праша дали во еден момент сакаш да ја, што се вика, превртеш игрицата во твојата кариера и во театарот, би го одбрал да е тоа Ричард III. А најголем предизвик, па сите ми се голем предизвик. Последната представа во Велешки театар Паника е многу голем предизвик за тоа што постоеше голема опасност покрај мојата, условно кажано, комична популарност, да тоа излезе некаква тешка на прва топка комедија, а всушност не е тоа. Обработува многу тешка тема, која што е смешна за гледање, меѓутоа е баш онака езива. И меѓутоа со работа со режисерот Александар Ивановски и со колегата мој Филип Христоски секој ден дојдовме до тоа да не избегаме од тежината на таа тематика, да не одиме да не кажам да не одиме да се шегуваме со тешката тема, туку да останеме доследни на таа тежина, а сепак да биде симпатично и смешно. Така, кажи ми, кој е твоето мислење за актерството во Македонија? Дали мислиш дека не е доволно ценето како професија и не им се дава доволно простор на актерите наши да се издвојат иако ги имаме многу квалитетни? Право си, мислам дека простор, види, многу е тешко да се пробиеш. Проблемот е што мораш да го сватиш моментот дека овде си сам, си дошол сам на приемен испит, одиш сам, студираш сам, без разлика колку нас не учат на факултет дека ова е колективна работа, не е колективна работа. Секој е индивидуа за себе и мора да нормално во театар и во представа најбитен ти е партнерот, меѓутоа во индивидуалната кариера секогаш треба сам да пробаш на било каков начин да се избориш. Секако да биде тоа, барем мојата кауза е да биде тоа честно и да не треба да згазиш други луѓе за да ти дојдеш до тоа. Едноставно мислам дека секој има шанса доколку се потруди да се најде каде е во професијата и да си ја најде шансата како тој ќе дојде до тоа. Само треба стратегија и ништо повеќе.
Сега најтежок е моментот да се натераш. Да треба многу работи лоши да ти се случат за после да кажеш не, сега ќе го направам и крај. Има многу за жал кои што се откажале. Мене ми е многу криво за тоа. Имаме многу актери кои што не се вработени, кои што не работат ништо. Ама им посакувам се најдобро, исто како што и јас сум во истата каша, ме разбирате, не се одвојувам ниту еден момент. Јас сум невработен актер, иако работам во театрите хонорарно, јас не сум вработен актер, меѓутоа се трудам на секој можен начин, учам нови работи, гледам до каде оди времето и гледам да сум во тек со времето, за да едноставно за да не ми биде полесен патот на некој начин. Зошто повеќето од македонците би купиле, еве да речеме, карта за концертот на некоја српска пејачка наместо билет за во театар? Не знам, мојата мисија е да ги натерам да одат што повеќе во театар, да и сите оние фанови кои што ме следат на Инстаграм, таа ми е мисијата, да ги натерам што повеќе да одат во театар. Види, тоа се случувало и ќе се случува, не е ништо ново и нормално е. Јас мислам дека тоа се должи на работата на србите, кои што реално да правиме муабет работат многу повеќе од нас. У смисла на тоа дека не се секогаш пресудни парите во тоа, не е секогаш шансата, некогаш луѓето сами си ја ствараат својата шанса. Србите се махери во тоа да сами си ја стварат својата шанса, да сами себе се направат звезди уште пред да бидат звезди и после тоа некако ни е природно да признаеме дека се поголеми звезди од нас и екзотични се они кои ќе дојдат тука, затоа плаќаат карта луѓето дојдат да ги гледаат и тоа е нормално. Мислам, треба да се стремиме ние да станеме екзотични за србите и ние во Београд да полниме. Не треба да се стремиме ние толку многу дека сега тука треба ние да нормално, јасно ми е мене болката е таа, ќе одат на концерт, нема да дојдат кај нас на стендап. Јасно ми е тоа, или нема да дојдат во театар. Меѓутоа, кога ќе станеме ние екзотични во Србија и кога србите ќе признаат дека сме ние добри, македонецот веднаш поише ќе те засака, тоа сум сигурен, така што на сите артисти им препорачувам само многу да работат. Работете пута 5 од србите. И за крај ме интересира дали на Стефан му пали хуморот кога ќе се скара со девојката. Во сите ситуации ми пали хуморот во животот и реално види, манипулативно е малце тоа, ама сега во такви ситуации кога си крив, некако мора да се извадиш, така што зависи, ама во 95% од случаевите во сите ситуации ми пали хуморот. Кажи ми еден совет или еден трик еве за нашиве гледачи која ќе сгрешат како да се смират. Ништо, брат. Значи само ќутиш, купиш еден букет, едно вино, милување и чао, нечи. Се е она управо, ти ништо не знаеш, најглуп си и готово. Никако немој тоа да се караш ти, тоа никако не смеш да си го дозволиш. Супер, Стефан, ти благодарам, многу интересен разговор и на анкетата што ја направи. Оставаме нашите гледачи да проценат колку имаме ние глупи прашања и колку глупи одговори можеме да дадеме. Ти благодарам и ти посакувам многу среќа и успех во иднина. Ви благодарам што ме поканивте, ми беше многу забавно. Гледајте Хайп ТВ и се гледаме. Фала ти многу. Јас сум Стефан Николовски, а вие гледајте Хайп ТВ. Поздрав!